Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Колку пати денеска се погледна во огледало? Марко гледаше во огледалото. Беше вчудовиден, но наместо да употребува сапун и вода, го зеде огледалото и гневно го фрли на подот. Слично на тоа, некои луѓе постапуваат со Библијата на овој начин. Таа огледало и им покажува на децата и возрастните луѓе што не е во ред во нивните животи, а многумина не го сакаат тоа. Еремија бил пророк пред многу години, како и говорник за Господ во Израел, и тој го доживеал тоа. Неговите проповеди биле како огледало за народот, но луѓето не сакале да се изменат. Бог имал големо трпение кон нив 50 долги години. Еремија, земи свиток, напиши се што ќе ти кажам. Може би тогаш луѓето ќе ме слушаат и ќе ги изменат нештата во нивните животи. За оваа работа биле потребни повеќе месеци за да се заврши. Еремија му го диктирал Божјото слово на својот секретар и тој ги запишал сите зборови. Барух, конечно завршивме. Знаеш дека повеќе не ми е дозволено да влезам во храмот. Оди таму и понеси ги овие свитоци со тебе. Михеј слушал додека свитоците се читале гласно. Брзо го побарал својот служител во царската палата. Барух го читаше Божјото слово во храмот. Не живееме како што треба. Бог ќе не казни. Донеси го човекот со свитоците кај нас. Го довеле Барух. Божјото слово било како огледало во срцето на служителот. Барух, како го напиша сето ова? Еремија ми диктираше и јас го запишав со мастило. Ова мора да го пријавиме кај царот. Барух, скриите се со Еремија. Никој не треба да знае каде престојувате вие двајца. Царот Јоаким удобно седел во својата земска куќа пред огништето. Имало многу нешта во неговиот живот што не биле во ред. Но воопшто не сакал да го слуша Бог. Од кога ќе му прочитале неколку делови, станувал, земал нож и сечел дел од свитокот и го фрлал во огнот. Тоа го правел цело време, се додека не бил изгорен целиот свиток. На скришното место се било запишано уште еднаш. Божјата љубов е голема. Дозволи неговиот збор да биде запишан за нас. Мој совет за тебе. Читај ја Библијата секој ден. Дозволи таа да те смени. Бог сака да изгледаш добро, особено во твоето срце. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!